Почитуван председателе професор Мицковски, почитуван професор Славевски, ме причинува огромна чест и задоволство да се обратам денес во Битола и да ги презентирам накратко суштинските столбови на кои што ќе се базира здравствената политика на идната влада на Република Македонија. Во изминативе 3-4 месеци живеевме и се уште живееме во ера на пандемија. И ова е најдобар пример што значи и колку се важни конзистентните здравствени политики. Ние сме сведоци дека нашиот систем, не само здравствениот, туку и економијата и јавната доверба се на многу ниско ниво, како резултат на неконзистентни здравствени политики. Со други зборови, здравството е поврзано и реверзибилно со економијата и со многу други сегменти од општествениот живот. Поради тоа, овој проект, оваа обнова, целокупната програма е базирана на таа меѓусебна зависност на сите сегменти на општественото живење. Еден од основните столбови на нашата здравствена политика ќе биде враќање на пациентите во центарот на здравствените политики. Бидејќи сите здравствени работници се таму кај што се поради пациентите. Значи, пациентите се центарот и најважниот аспект на било која здравствена политика. Тоа не значи дека здравствените работници ќе бидат занемарени. Во нашата стратегија се планираат екстензивни инвестиции во обновување на инфраструктурата, но посебен акцент ќе биде ставен во обновувањето и зајакнувањето на човечкиот потенцијал во здравството. Основен столб како ќе го реализираме сето тоа е со зајакнување на јавното здравство. Ние мораме да ја вратиме довербата на граѓаните на Република Македонија во јавното здравство. За жал, изминативе неколку години сме сведоци на пролиферација на приватниот интерес во здравството во Република Македонија. Не само пролиферација, туку и воведување на основниот мотив на профит во здравство. Почитувани пријатели, зборот профит е некомпатибилен со добро здравство. Јас се надевам дека ние ќе успееме да го смениме тој пристап и да го зајакнеме јавното здравство и да го подобриме квалитетот на услугите кои што се даваат во јавното здравство. Тоа е еден од основните столбови на нашата програма. Тоа не значи дека нема место за развој и унапредување на приватното здравство. Меѓутоа, сите интервенции во Република Македонија ќе бидат субјект на контрола на квалитет. Тоа е нешто што Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување треба суштински да го смени. Ние во моментот немаме многу увид што се случува во многу приватни здравствени институции. Многу диагностички процедури, многу интервенции се надвор од стандардите базирани на медицина на докази. Од тие причини, контролата на квалитетот и стандардизацијата ќе биде еден од основните столбови на напредување на здравството. Понатаму планираме да се овозможи функционална интеграција на сродни дисциплини. Не значи административно окрупнување, амблок на повеќе болници, клиники или институции, туку функционално интегрирање на сродни дејности, што ќе доведе до сигнификантен пораст на квалитетот на здравствените услуги што ќе ги добиваат граѓаните. Освен тоа, еден од основните предуслови ќе биде инвестирање во превентивната дејност, во превентивната медицина, не само во најсофистицираната медицина и најскапата медицина. Најефикасната медицина е превентивната медицина. Од тој аспект ние ќе ставиме посебен акцент
како да ја унапредиме превентивната медицина и примарното здравство, кое што гледаме дека во овој период, 3-4 месечен период, на свој грб носи огромен терет покрај, се разбира, инфективните клиники и оделенија, кои што имаат една многу одговорна улога во третманот на најтешките болни во ера на пандемија. Почитувани пријатели, секако дека во нашата програма е оставен простор и за воведување на најновите трендови на современата медицина, а тоа е дигитализацијата во секој аспект на медицината, преку креирање на така наречени електронски медицински досиеа кои што ќе бидат достапни и ќе го следат пациентот на неговиот пат во здравствениот систем и што е многу важно, ќе се воведе регистар на болести, бидејќи нашата здравствена политика и здравствена стратегија мора да биде базирана на регистарот на болестите. Таму кај што е најпотребно, таму да се интервенира. Јас нема да навлегувам многу во детаљи на посебни посетни проекти, тоа ќе имате можност да го слушнете за време на кампањата, меѓутоа уште еднаш ќе потенцирам дека ни престои, за жал, доста неизвесен период во наредните месеци, па можеби и наредните години, со потенцијални повторни покачувања и појавувања на пикови на заразени и заболени од COVID-19, па дури можеби од некои други причинители во наредниот период. Од тие причини, здравствените политики ќе бидат клучни во враќање на довербата. Почитувани пријатели, довербата на нашите граѓани е изгубена. Ние не можеме да ги обвинуваме граѓаните за несоодветно јавно однесување во јавноста, за изгубена доверба. Тоа сето се базира на перцепцијата на нашите граѓани како работи владата и како испорачува. Сигурно дека една неконзистентна политика, еве, например, во здравствениот сектор, има значајна рефлексија на довербата. Нашата основна цел ќе биде да ја вратиме довербата на нашите граѓани и да им овозможиме еден побезбеден и предвидлив живот во, за жал, по-неизвестниот период кој што престои во наредниве години. Ви благодарам.